Здраво на сите, јас сум Ана и вие гледате новата епизода на наша приказна. Како што можете да забележите, денес не сме во нашето редовно студио, туку сме во градскиот парк во Битола, а за тоа е заслужен нашиот денешен гостин Владко Деловски, инструктор по спортско качување и координатор, а воедно и поранешен ученик во нашата гимназија. Владко, ти благодариме што ја прифати нашата покана денес. Добар ден, ви благодарам за поканата и голем поздрав до учениците од горната гимназија Јосип Брз Тито. Кога е во прашање спортското качување, би сакала да ве прашам од каде желбата и идејата токму за ваков вид спорт? Така, убаво прашање. Значи, спортското качување, како и воопшто качувањето, главно е произлезено од планинарството, но не е планинарството класично што е кај нас познато, туку од алпинизмот. Првенствено нели на природна карпа, но како што се развивало качувањето и спортскиот дух, качувањето зело одредена форма. Тоа не значи дека алпинизмот престанал, но дел од алпинизмот се издвоил и потоа значи се издвоил со изградби на вештачки карпи, а со изградбата на вештачки карпи и можност за надпревар, а преку надпревар денес спортското качување е на ниво на олимписки спорт. Во 2020 година, за прв пат во Олимписките игри во Токио, во Јапонија, спортското качување стана олимписки спорт. Тука зад нас е и вештачката карпа која беше изградена по повод Денот на детето, 1 јуни. Какви се досегашните впечатоци од децата и родителите? Значи, искрен да бидам, не очекував толкав одзив. Значи, благодарение веројатно на добрата идеја, благодарение на новиот момент во градот, благодарение на желбата на децата и на родителите секако, ние буквално плодовите од ова наше дело ги веќе ги уживаме и сакам да кажам дека е огромен интересот кај дечињата, секако и кај родителите. Бидејќи ова е за нас нов спорт на еден начин, иако нашиот клуб за спортско качување постои од 2004 година. А како ја добивте идејата за дизајн на токму ваква карпа во нашиот парк? Идејата за дизајнот, секако и за карпата, реално, значи конкретниот дизајн е наш, но секако во големите европски градови, метрополи, особено во скандинавските земји и како и во Словенија, Австрија и така натаму, веќе е редовна пракса во големите, во парковите, градските паркови да се поставуваат ваков тип на вештачки карпи. Така. А дали е истиот спорт качување на вистинска карпа и вака вештачка? Да, разликата е што на вештачка карпа симулираме природна карпа, со тоа што единствена предност, значи вештачката карпа има предност и исто така и природната. Вештачката карпа има предност заради тоа што таа е единствена за компетиција, значи надпреварите се вршат само на вештачка карпа, бидејќи сите од учесниците за прв пат не гледат насоката, како што можевте преги да видите кога дојдовте, аз ги размонтирав фатиштата, местев нови стази. Значи можноста да се местат нови стази е секогаш присутна, за разлика од природна карпа, каде што всушност карпата сама си го диктира на еден начин насоката. Така, сега дечињата секако ја користат ваквата можност да бидат активни. Кои се придобивките од ваквиот спорт? Мислам дека ова е најубавото прашање. Придобивките ќе кажам со една споредба, значи така ќе кажам во Словенија. Во рамките на основно образование во ФЗУ, спортското качување е задолжителен спорт. Зошто е задолжителен? Затоа што овозможува здрав психофизички развој на децата и надминување на одредени фобии, страф од височина, решително самодоверба, градење на ливните личности, бидејќи предизвикот од височина, не само од височина, со координација, со движење, едноставно на децата им создава еден нов момент на подвиг, а тој подвиг потоа им се рефлектира во нивните карактери и животи. Така. Колку кај нас има места на кои може да се искачуваат вистински карпи? Значи, вистински карпи, како што се шалиме со нашите природи, како во природата, има скоро насекаде. Ете, ќе спомнам во наша близина, Прилеп е меѓу 10 локалитети во Европа за болдеринг. А болдеринг е токму ова што го гледате, значи до кај 4-5 метри височина на карпа, каде што не се користи јаже,
туку за доскок се користат душеци. Така. Дали може да споделите некои интересни, возбудливи моменти од ваквите качувања, некој искуство? Како не, значи тоа сакам да препорачам дека спортското качување и општо качувањето, бидејќи се занимаваме со друг тип на качување, повеќе за мене лично, бидејќи малку и на поголема возраст започнав да се занимавам со ова, за мене начин на живот не е толку спорт. Ќе споделам многу убави моменти во Демир Капија, надвор од Македонија, во Бугарија, во Грција, Словенија, Италија бевме лани, качувавме 1000 метарска карпа. Значи, овој спорт ви овозможува и да го шетате светот. Но и за нас едни од најубавите места, Алпите да кажем, ете. Да. А како може да го направиме овој спорт популарен во градинките и во училиштата? Како можеме да го направиме? Јас мислам дека најважно од се првично родителите и воспитувачите да го прифатат овој спорт. Ние имаме малку повеќе проблем со родителите отколку со децата. На децата им е природно да качуваат, но знаете кај нас каков е менталитетот, немој таму ќе паднеш и така натаму. Мора да се работи малку со родителите, а мислам дека ова вештачка карпа која што реално за нас не ги задоволува потребите на висок професионален спорт, но е добар, ајде да кажам, маркетинг. Да го научат луѓето, да се научат со ова култура пред се. Така, а дали за ваков проект и имплементација на истиот во училиштата се потребни многу парични средства? Напротив, не. Значи, за врвен спорт, тоа што нам ни треба, јас не сакам да ги користам ваквите емисии, но едно околу 7-80 евра за врвен спорт за балканско првенство. Што не е воопшто многу пари кога ќе земеме предвид за речеме фудбал отколку се вложил. Или пак спортските сали како што имат и одредена висина, зборувам училишните спортски сали, со мали интервенции се прават добри ѕидови. Сега го спомнавме нешто на оваа тема, со оглед на тоа дека се работи за качување по карпи, дали овој спорт е опасен за младите? Не. Ова е табу за овој спорт, бидејќи секогаш предвид се имат висините и сите тие работи, но првично, особено спортското качување и на природна, дури и на природна, и на вештачка карпа, е апсолутно безбеден и сигурен спорт доколку се следат правилата, бидејќи ние користиме алатки за осигурување. Тоа е апсолутно. Ајде да кажам некоја споредба, може би поопасно е фудбал да играш да се занимаваш со спортско. Интересно, да. Сега спомнавте алатки, каква опрема е потребна за качување? Тоа конкретно за овој ѕид не има потреба, мислам нема опрема за качување освен патики, посебни, магнезиум, душеци секако за доскок, но ова е само една од дисциплините, ова е болдер, док е 4 метри височина, како што кажав, но има и лид, односно во водство, каде што се користат сигурносни појаси, јаже, комплети, алатки за осигурување и така. Колкава е старосната граница за користење на карпата во конкретно нашиот парк? Првично јас би препорачал од 5-6 годишна возраст, па дури можат луѓето да качуваат, заради тоа што ние ги насловивме детска карпа. Целта ни е да привлечеме повеќе деца. Таргетот ни се децата, но ете ние тренираме, јас имам 42 години. И на крај би сакала да ве прашам како младите кои се заинтересирани за овој спорт да ви се приклучат и дали има некоја школа каде можат да ги научат вештините за искачувањето? Да, ние имаме многу малечка вежбална и токму заради тоа што имавме мала вежбална, сакавме да се афирмираме на овој начин и при тоа да изградиме поголема сала каде што реално вистина можеме да практицираме. Можат слободно да не контактират, имаме веб страна на спортско-качувачки клуб Вертикал од Битола, имаме Facebook, имаме Instagram. Во техничко училиште имаме редовни тренинзи. Тука можат слободно нас да не контактират, неколку инструктори сме, редовни сме попладневнињата после 18-19 часот секој ден. Апсолутно треба да си има желба и мислам дека овој ѕид малку интерес ако имаат родителите, пред се родителите, верувајте ми, и децата имаат голем интерес. Проблем е родителите, бидејќи тие имаат табу за качувањето воопшто, дека тоа е опасно и така. Вие не сте салам, знаеш тие стереотипи. Јас ви благодарам за одвоеното време денес и се надевам дека повторно ќе се видиме во некоја следна прилика. Ви благодарам и вам, многу ми е драго бидејќи јас учев во горната гимназија, имам многу драги спомени. Им препорачувам на младите да сонуваат, оти да се сонува и да се живее, тоа се синоними. Ви благодарам уште еднаш. Драги слушатели, ви благодарам што гледавте денешната епизода. Се гледаме повторно во некоја следна прилика. Чао!